За ден со добра мисла, за ден со насмевка. Секој ден, убав ден со Радио Пела. Секој ден, убав ден со Радио Пела. Секој ден убав ден со Радио Пела, а денеска зборуваме на една навистина актуелна тема која што верувам дека ќе ги заинтересира сите оние кои што се занимаваат со земјоделство или пак се сопственици или сакаат да бидат сопственици на земјоделско земјиште. Продажба или распродажба на земјоделското земјиште. Предлог законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост како никогаш досега ги разбранува примарните производители пред се, но и земјоделските здруженија, исто така и опозицијата. На оваа тема денеска ќе проговориме со Марина Тошевска од ЛАГ Агролидер. Ќе зачнеме одредени прашања кои што можеби не им се јасни пред се на земјоделците, но и начинот на кој што може да се делува бидејќи се уште овој предлог закон е во процедура и се уште не е донесен. Основното прашање секако би било чуму ни беше ваков нов закон за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост. Најпрвен поздрав до сите слушатели на Радио Пела и благодарност за можноста јавно и гласно да проговориме за предизвиците и ризиците кои што ги носи предлог законот за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост. Ние како организација која што активно делува во полето на земјоделство и рурален развој, темелно ги разгледуваме сите случувања во оваа област и си стоиме на ставот дека земјоделското земјиште во државна сопственост представува многу повеќе од земјиште и земјоделско производство. Тоа е наше национално богатство и наша иднина. И мислам дека треба навистина добро да се размисли пред да се преземат вакви крупни чекори и да се согледаат сите последици што ваквите закони ги имале не во земите на страна. Значи, ова ни се случува ваков легитимен, легален начин за грабеж на земјоделското земјиште и распродажба. Порано ни беше многу подалечен, го гледавме во Латинска Америка, во Африка, меѓутоа сега ни е толку близко, така да може да земеме примери во земите на Европска унија, еве за пример Романија, каде што може да ги видиме негативните последици што еден ваков закон ги има врз населението, локалното население и земјоделците во оваа земја. Ајде да се задржиме на примерот со Романија. Значи во 2015 година е објавен извештај на Eco-Ruralis, тоа е организација која што се бори за правата против ваков легален начин на продажба на земјоделското земјиште, за грабежот на земјиштето во Романија, бидејќи со самата распродажба на земјиштето, околу 500.000 хектари од земјиштето во Романија е во рацете само на 100 сопственици. Додека малите земјоделски стопанства угинуваа и беа принудени да работат на туѓа земја во моментот што претходно тие обработувале. Тоа значи наместо да се окрупнува на некој начин и да се поддржува младиот земјоделците, земјоделското земјиште отиде во рацете на тие што беа олигарси, популарно наречени. Ваквиот начин на носење на закони, каде што не се целосно заштитени правата и не им е дадена можност на локалните производители, локалните земјоделци, постепено ќе доведе да се најдеме во ситуација како што се најде и Романија, дури ние за поскоро време. Мислам дека потребна е темелна анализа и на можностите што ги има нашиот земјоделски сектор, и можностите што ги имаат семејните земјоделски стопанства, да се најдат идејни решенија на каде би се насочиле кон модернизација, осовременување, подигнување на квалитет и квантитет и при тоа да го задржиме земјоделското земјиште во државна сопственост. Самиот начин на давање земјиште под концесија е добар начин и не гледам зошто би пристапиле кон продажба на земјоделско земјиште. Она што ми е интересно во законот, еве ќе прочитам, дека цел е заштита на земјоделското земјиште и развој на земјоделството. Меѓутоа не знам како со продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост ќе постигнеме оваа цел. И моментално ќе имаме прилив на финансиски средства, но секој прилив брзо го трошиме, не само ние сите земји, особено пак во време на економска криза со која се соочуваме во моментов со оглед на пандемијата со COVID-19, можеби треба да размислуваме не на краткорочно, туку на долгорочно, на последиците и како би можеле да го имаме истиот финансиски прилив на подолгорочен дел. Тоа е со давање на земјиштето под концесија, што веќе го имаме како пракса и можност на самите земјоделски стопанства да го обработуваат. Ако земеме во предвид дека дека
Според економската големина, половина од купниот број стопанствата во нашата држава се класифицира во најмала прва класа на економска големина која остварува до 2000 евра приход месечно. Потоа имаме дел од процент кој што втора класа од 2000 до 4000 евра, околу 20% кои со приход од продажба на земјоделски производи, трета класа од 4 до 8000 евра и најмалата класа класата четврта со економска големина од 8 до 15000 евра, ќе видиме дека нашите земјоделци според овој закон се немоќни да си го откупат земјоделското земјиште или да купат земјоделско земјиште каде што ќе работат. Има забелешки од страна на земјоделците со кои што сме во контакт дека покрај тоа и цените, забелешки за цените има, дека цените кои што се содржани во предлог законот, дека се високи. Ова пандан на она што го говориш дека во случајов не се моćни за да го откупат земјиштето, но во секој случај тоа би значило и проблем, бидејќи немаме фондови во државата која што ги поддржува земјоделците, но од друга страна велат дека мене ми е добро како концесионер, јас си ги плаќам редовно врските кон државата, но доколку сум условен на некој начин ова да го купам, јас нема да можам. Да, моментално нашето земјоделство е во екзистенцијален ризик, како што посочив, значи приходите кои што ги остваруваат земјоделците од продажба на земјоделските производи, јасно кажуваат дека они живеат на праг на сиромаштија и немаат можности со тоа што го предвидува законот, дека они треба во една година на 5 рати најмногу да го исплатат земјиштето, они не се моќни. Воедно пристапот до кредитирање за земјоделците свесни сме дека е многу ограничен, а и немаме ни некои си гарантни фондови или некоја си дополнителна поддршка што ќе ги поддржи нашите земјоделски стопанства да можат да пристапат на ваков покрупен чекор. И јас и во разговор со земјоделци со кои што ние соработуваме, активно работиме и веќе од кој излезе предлог законот за продажба на земјоделско земјиште, сме на терен, ги контактираме, гледаме дека дури поголемите земјоделски стопанства не се во можност да го откупат она што им под концесија и дека се задоволни од начинот на концесионирање. Доколку направиме пресметка, не сум економист, меѓутоа во разговор со економисти, концесијата што тие ја плаќаат на период од 15 до 20 години ја дава вкупната сума што треба да ја платат за да го откупат земјиштето, а на овој начин со концесија барем земјиштето се уште останува во државна сопственост. Јас сега само ќе потенцирам дека сите оние кои што не следат можат да не исконтактираат на 076 802 595. Значи можат да ги кажат своите забелешки, можат да прашаат доколку имаат одредени прашања. Во секој случај ние денеска говориме за новиот закон за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост. Доколку сме во можност, јас ќе го замолам Никола малку да направиме одредена музичка пауза, затоа што и ќе потенцирам дека има и на линија луѓе кои што се јавуваат на мојот приватен мобилен телефон, за да можеме одредени прашања да ги поставиме и до Марина Тошевска. Во секој случај продолжуваме со разговорот, бидете, останете на оваа фреквенција и ние ќе продолжиме со забелешките, но и со она што власта вели дека во секој случај ќе значи овој нов закон зголемување на бруто приходите. Исто така имаше во однос на делот за продажбата, евентуална продажба или процентуална продажба на луѓе кои што учествуваат во фирми, а кои што се странци, дека евентуално овој закон би овозможил одредена гаранција дека нема странци да го купуваат македонското земјиште. Ќе го замолам Никола за малку музика. За љубов е потребно и лудо и нормално, свесно и несвесно, али не само то. Помакнити зидове, ископати робове, занемарити гласине, ето то. Јас сам ставила срце на мету, бија си ми све на свету, мислила да си мој. Jedan, imala sam samo uvjet, odeš od nje za uvijek i da budeš moj. Što to ona ima, a ja nemam, ona ruši, a ja spremam, pa mi reci da se mijenja. Sva jutra njena, a moja su osamljena. Ja sam žena,
što je nekad bio moj. Radio Pela. Ja sam žena, ne broj. Ti si ono što je nekad bio moj, 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 moj. Ako preživim priče ću svima, u noćima s previše vina, da sam žena, a ne broj, a ti još si moj, 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 moj. Što to ona ima, a ja nemam, ona ruši, a ja spremam, bar mi reci da se mijenja. Što to imaju sva jutra njena, a moja su osamljena. Ja sam žena, a ne broj, a ti si onaj što je nekad bio moj. На коментарите и полемиките за тоа дали и колку ни требаше новиот закон за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост, една од изјавите на премиерот Зоран Заев е дека ако сакаме да растеме во бруто земјоделското производство, неопходно е земјоделското земјиште да биде дадено во сопственост на инвеститорите. Дали навистина овој закон ќе го возможи тоа? Јас споредувајќи што се случува во други земји, каде што секогаш се тргнувало од економскиот аспект, сепак за вакви закони не ги дале посакуваните резултати и не го зголемиле бруто домашниот производ од земјоделска дејност. Ја посочувам само Романија, меѓутоа постојат и други примери. Романија посочувам како земја членка на Европската унија. Она што мислам дека давањето на инвеститори дека може да има други последици во однос на животната средина, економијата, социјалната благосостојба и човековите права. Искуствата на други земји, значи пренесувањето на големи парцели, ги пренесуваме на друг инвеститор што е далеко од локалната заедница, го загрозува обезбедувањето на храна, а со тоа и постоењето на самите локални заедници кои што произведуваат тука. Исто така животната средина и биодиверзитетот може да се загрозат, зашто ние не можеме да му наложиме на инвеститорот каква култура ќе сади, зашто не ни е законски тоа заштитено. Не е условено. Кој ѓубрива, пестициди ќе ги користи, значи некои работи не се регулирани во законот. И затоа викам дека вака законот навистина може да негативно да влијае и на социјалната благосостојба, меѓутоа на животната средина и нормално на економијата на локалните заедници. Уште во овој момент ние сме свесни дека се соочуваме со депопуларизација на руралните средини, дека уделот на земјоделство, доброто домашниот производ и покрај владините мерки ни се намалува, меѓутоа продажбата на земјиштето не е решение за тоа. Ние треба да најдеме други добри практики каде да се насочиме. Органско производство, гарантирана цена на производите, поддршка на малите земјоделски стопанства во однос на субвенционирање за инпути за производство, за гарантиран пласман на производи по цена што навистина ја заслужуваат, поголема регулација, советодавна и менторска поддршка на терен. Чи постојат многу други начини каде што можеби сега ни е моментот да се насочиме. Пандемијата со COVID-19 ни покажа дека освен здравството и храната, ние мора да ја имаме. Освен болеста во светот гледаме дека најмногу земјите страдаат од глад, што не можат да произведат храна. Со ваква закон за продажба на земјоделско земјиште во државна собственост, ние може да го загрозиме ризикот од обезбедување на храна и на квалитетна храна и сигурна храна. И воедно да негативно да влијаеме и на локалните заедници. Србија е наш сосед и блиски пријатели, би рекла, бидејќи заеднички живеевме во една држава. Србија чинам дека многу се разликува во поглед на заштита на сопственото земјоделско земјиште, во однос на сопственоста на земјоделското земјиште, но во секој случај и исто така, што посебно го ценам, е тие своите земјоделци ги негуваат, ги ценат и во Србија земјоделството има развој.
Има ли нешто во овој дел, кога зборуваме за продажба на државно земјоделско земјиште или воопшто начинот на кој што се раководи и стратегијата за земјоделското земјиште, што од оваа соседна земја, пак ќе речам слободно е примерот, бидејќи на некој начин чинам дека натаму треба да одиме, бидејќи ги почитувам крајно, затоа што кај нив се гледа развојот во земјоделството. Кај нас и покрај субвенциите и толку многу средства и пари кои што оваа држава, без оглед на тоа кој е на власт, има дадено, тие народни пари сепак не стигнаа за вистински реален развој на аграрот. Да, Србија е еден добар позитивен пример во развој на земјоделството. Дури е пример за целиот регион, заради тоа што иако подоцна почнаа со спроведување на ИПАР програмата и користење на финансиските средства од ИПАР програмата од Европската унија, они сепак направија крупни чекори, искористливост на фондовите и навистина забележаа видливи резултати во развојот на земјоделството. Ние од 2007 година па наваму, вообичаено креираме стратегии за земјоделствен развој, креираме мерки за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој, користиме и национални и европски фондови, меѓутоа може да забележиме дека се уште не ги имаме посакуваните резултати. Морам да напоменам дека според податоците нашите земјоделци заработуваат 3 пати помалку од европскиот просек, за разлика од Србија, каде што веќе се доближуваат до европскиот просек, и мислам дека можеби треба да видиме, да преземеме добри практики, добри мерки, каде да се насочиме, а најважно од се мислам дека треба да работиме и на промоција на тоа што значи да се биде земјоделец. Значи земјоделците се тие кои што хранат и растат генерации и генерации, и мислам дека треба на земјоделците да им го дадеме заслуженото место во општество, навистина да бидат ценети, нивниот труд да биде вреднуван, заради тоа што, како го напоменав, кај на земјоделците се уште се во екзистенцијален ризик, а насекаде во светот е факт дека земјоделството е најблагородната работа и добро платена, меѓутоа кај на земјоделците се најсиромашни. Можеби е крајно време да креираме мерки, да видиме како да дадеме поддршка и финансиска и советодавна поддршка, целосно да се изменторира процесот на земјоделско производство во различни области, да ги следиме бенефитите и да се насочиме кон поддршка на земјоделците, можеби со спроведување на добри практики од Србија и од други земји, Австрија во делот на органско производство, мислам дека ќе може да забележиме добри резултати. Интересно беше што дел од забелешките на здруженијата беа и во насока на реобновување на старите земјоделско-индустријски комбинати, кога говориме, зборувам за овој нов закон. Дали има веќе одредени размислувања, бидејќи вие сте во контакт со земјоделците повеќе, дека навистина треба повеќе да се здружуваат, па дури и во делот на тоа државата да помогне со возобновување на овие земјоделско-индустријски комбинати, нека биде тоа на државното земјоделско земјиште, како што беше кај нас тука во околината имаше такви 2 земјоделско-индустријски комбинати. Кој е вашиот став за ова прашање? Бидејќи ова го говорам, бидејќи село Славеј земјоделците се соочуваат со недостиг на земјиште затоа што е тоа во државна сопственост, тоа е реален проблем нивни. Дали на ваков начин би се решил дел од тие реални проблеми што ги имаат земјоделците, ако не друго да бидат вработени во тие земјоделско-индустријски комбинати и на таков начин да остваруваат приход? Земјоделските комбинати се покажале како добра форма и навистина бенефит за локалната заедница. Мора да напоменеме дека она што сме го раскршиле, што сме го расцепиле, многу е потешко да го возобновиме и да го здружиме. Меѓутоа, иако е процес од заедничка поддршка и соработка помеѓу владиниот, граѓанскиот и приватниот сектор, мислам дека може да има резултати. И мислам дека на луѓето, на земјоделците и луѓето од руралните средини им недостасува тој процес на здружување, на заедништво, зашто тоа стварно ќе даде не само бенефит за семеите стопанства, туку ќе биде бенефит за целата заедница. Има предлози, се разгледува и таа тема, меѓутоа треба многу потемелно да се испитаат можностите и нормално со долгорочна програма, со долгорочни цели да се насочиме. Заради тоа што во моментов некако сме насочени на крене на краткорочни политики и мерки, ги гледаме краткорочните резултати, меѓутоа не и последиците после нив и што понатамо, можеби е време сега веднаш и одма неопходност веќе ние да размислуваме за подолгорочен развој, како и да го заштитиме, да го обработуваме земјоделското земјиште и нормално како самите земјоделци да имаат бенефит од тоа.
Во секој случај, кога ќе спомнеме задруги, тоа некако има негативен импакт на луѓето, бидејќи задругарството се гледа од позиција на тие задруги не беа добри, но вистина пријатно бев изненадена кога прочитав дека се бара вреќањето на земјоделско-индустријските комбинати и тоа во државна сопственост на државно земјоделско земјиште. Во секој случај се согласуваме во едно, а тоа е дека треба повеќе едукација и информирање на земјоделците. Според вас, во однос на контактирањето со индивидуалните земјоделци, оние што се на ситни и мали парцели, кои се главните забелешки и дали од оние со кои што вие сте контактирале, велат дека при објавување на јавен повик тие би се пријавиле на еден таков јавен повик да си го откупат земјиштето кое што сега го имаат под концесија. Малите земјоделски стопанства се чувствуваат немотни да одговорат на ваков повик и да можат да го откупат земјиштето кое што ќе биде на продажба, поради тоа што нема доволно финансии. Она што дополнително ги плаши е тоа кој ќе биде собственик на тоа земјиште понатаму. Значи самиот закон предвидува дека 10 години мора земјиштето да биде обработливо според програма на инвеститор или на откупувачот, меѓутоа што после тие 10 години? Да, зашто ќе го користиме? Тоа може да биде рударски куп, дали ќе го премениме во градежно земјиште, дали таму ќе биде некоја фабрика. Многу работи влијаат тука зашто немаме целосно ограничување. А гледаме колку брзо лета времето и дека 10 години не е толку долг период. Понатаму, она што е интересно е колку ние го регулираме правото на странски државјани да го купуваат тоа земјиште. Значи викаме дека 49% треба да биде собственост, што после 10 години ќе биде повеќе од 49%. Да, предлагачот е дека нема да ја носат земјата во Австралија и во Америка, но во секој случај има одредени ограничувања кои би се промениле со текот на времето. Дополнително самата програма. Значи гласаме закон, имаме програма 3-годишна кој земјиште каде ќе се продава и се и пишува тука во предлог законот дека програмата може да се менува. Свесни сме дека ние често менуваме закони, а не програми, и мислам дека самите земјоделци нема да можат да бидат целосно во тек, поради тоа што слабиот проток на информации се како се менува програмата и колку тие ќе бидат подобни за да откупат земјоделско земјиште. Во делот на земјоделско земјиште што не е дадено под концесија, исто тука е интересна цената. И тоа дека ако се наоѓа на 700 метри надморска височина, почетната цена се намалува за 30%, што мислам дека за некои си инвеститори ова е мала сума. Немаме некој самиот закон, имавме реакции во други организации кои што работат и во делот на антикорупција, дека самата комисија која што треба да го доделува земјиштето не е целосно регулирана според законот, што носи дополнителен ризик за можност за корупција. Мислам дека треба, не мора да, ја не сум правник, меѓутоа разговар со правници, меѓутоа и не мора да сте правник да може да се воочи некои нелогичности во овој предлог закон и нејаснотиите, меѓутоа и можните последици што ги остава на легален начин треба навистина темелна анализа и можеби не сме спремни и не е моментот да пристапиме кон еден ваков крупен чекор на продажба на земјоделско земјиште од државна собственост. Постојат други механизми како да се обезбедат финансиски приходи. Пак кажувам, начинот на давање земјиштето под концесија пак генерира приходи во државата. Дали овој закон со кој што се регулира сега давањето на земјиштето под концесија треба да претрпи одредени измени или сметате дека сега како што е регулирано е во ред и може така да продолжи? Бидејќи и немаше главно некои забелешки во однос на тој дел. Законот моментално е добар, нормално самото министерство и владините институции се должни да ги пратат и другите трендови што се случуваат во соседните земји, да се најдат соодветни механизми како да им солесни на земјоделците да можат да пристапат и да користат земјиште под закуп. Меѓутоа моментално и ние како организација немаме некои си поголеми забелешки дека треба да се претрпат големи измени. Мислам дека треба да пристапиме поголема афирмација, информирање на самите земјоделци. Пак кажувам дека можеби е време да обезбедиме да креираме нови мерки соодветно на проблемите што ги детектираме на терен што ги имаат земјоделците, да воспоставиме механизми на вистинска советодавна поддршка и нормално и финансиска што веќе и постои и да им овозможиме на земјоделците да го обработуваат земјиштето, да преминат од традиционален кон прогресивен начин на производство, да се здружуваат. Јас го охрабрувам здружувањето во земјоделски задруги и еве веќе во нашата држава 64 веќе имаме регистрирани земјоделски задруги. Сега се надевам дека со поддршки на министерството, меѓутоа европските фондови дека овој тренд ќе се зголемува зашто потребно ни е задругарството и соседните земји не покажуваат дека сложни можеме многу повеќе. Така да нашата организација стои на ставот дека
немаме потреба од закон за продажба на земјоделско земјиште во државна собственост. Меѓутоа, спремни сме да дискутираме, да дебатираме, да ги слушнеме мислењата на владините институции, сепак кои се нивните размислувања, каде ќе не донесе ова и нормално сепак препорачувам доколку се пристапи кон ваков крупен чекор, навистина да се направи темелна анализа и да се направат поголеми ограничувања на тоа кој може да пристапи до земјиштето, а воедно да се направат олеснителни околности за нашите земјоделци кои веќе се регистрирани и се активни во земјоделската дејност. Сега во делот на донесувањето на закони поврзани со земјоделството, би сакала да ве запрашам конкретно дали вие и колку како невладина организација, еден од лаговите во државава како локална акцијска група која што делува во делот на земјоделството, колку може навистина да делува во донесувањето на таа законска регулатива и колку може да посочи на каков начин тоа се прави. Дури ниту ние како новинари не сме запознати во однос на донесувањето на одредени закони, како и кога невладините се вклучуваат, кога граѓаните се вклучуваат, како може да се делува. Законот е поставен и може да се коментира, но не секој може да се коментира. Дали тие коментари ќе бидат земени во предвид при модифицирање на одредени предлози кои што треба да се земат во предвид? Како вие делувате како невладина организација? На ИНЕР мрежата, значи се поставени сите закони, со регистрирање може да дадете коментар на закон и предлог каде тој закон може да се промени или ваше видување. Локалната акциона група Агролитер уште кога излезе законот веќе истакна со свој став и во однос на мислење на законот и доколку се пристапи на овој чекор не може да се спречи каде треба да се направат ограничувања и промени. Она што ние делуваме на локално ниво малце не ограничува во однос на нашиот кредибилитет да влијаеме на закони кои што ќе се спроведуваат на национално ниво, меѓутоа во соработка со мрежата на лагови која што опфаќа поголема територија, обединува повеќе локални акциони групи, меѓутоа мислам дека и другите граѓански организации полека стануваат свесни што овој закон значи за сите нас. Моментално треба и вие медиумите континуирано да ги пратиме случувањата и во поглед на овој закон и доколку се пристапи кон едно вакво решение, можеби треба да посочиме како може тоа да го направиме на најбезболен начин, да имаме најнегативни последици, да избереме подобрата страна од полошата. Со граѓанска иницијатива, допис до Министерство, спремни сме отворени за дебати и нормално она што на граѓанскиот сектор секогаш му е неопходно тоа е поддршката од медиумите за да можеме навистина да бидеме гласни, да бидеме слушнати. Во однос на пандемијата напоменавме дека навистина беа скратени многу работи, пред се контактите, дружењето, разговорите, да се слушнат забелешките од граѓаните и така натаму. Дали еве сега со надминување на одредени проблеми со кои што се соочувавме претходно, значи епидемиолошката состојба е подобрена и така натаму. Вие како ЛАК веќе планирате одредени активности за контакт со граѓаните, разговори, еве да се дебатира на одредени теми кои што се суштествени за земјоделците, се покажа дека еден од главните ресурси на државата е токму тоа. Дали веќе сте на терен и започнувате имате одредени работи кои што би ги најавиле за наредниот период? Локалната акциона група и за време на пандемија вообичаено беше на терен, бевме поддршка и во делење на заштитна опрема, информирање за придржување до мерките за спречување ширење на ковид, меѓутоа и како да се снајдат земјоделците, зашто во време на ковид оние што беа најмалку заштитени од владините мерки, меѓутоа најмногу изгубија од пандемијата во однос на економските приходи. Од наредната недела веќе континуирано секој ден ќе гледаме да посетуваме населени места и земјоделци, во однос да се информираме, да дебатираме, меѓутоа и сакаме да направиме натемна анализа за нивните мислења и во однос на предлог законот што е за продажба, меѓутоа и да ги детектираме реалните проблеми со кои што тие се соочуваат на терен. За време на ковид веќе работевме повеќе, бевме насочени кон руралните жени, жените земјоделки, веќе издадовме публикацијата Положбата на руралните жени во македонското општество, каде што фативме 400 жени кои што дали примарно или земјоделството им е примарна или секундарна дејност, меѓутоа сега ќе фатиме поширок опсег, значи сите земјоделските стопанства на територијата на која делуваме, тоа е општина Крушево, Кривогаштан и Долнени и Прилеп. Сакаме да ги детектираме проблемите, а воедно доколку не можеме на национално, се надевам дека со сработка со локалните власти да го направиме овој регион подобро место за нашите земјоделци.
Да, Пелагонија најголемата житница во Македонија, навистина треба да се слушне гласот на земјоделецот, особено кога станува збор за едни вакви новини кои што продираат дури во корените на нашето постоење како држава, но и како народ во секој случај. Можеме ли да зборнеме на крајот кои се роковите за донесување на овој нов закон за продажба на земјоделско земјиште и што може да се има во предвид? Колкави се шансите да биде донесен или пак изменет? Ја не можам да кажам колкави се шансите да биде донесен или изменет, тоа ќе се одлучат владините институции, тие што го креирале законот. Министерот изјави дека ќе ги земе во предвид предлозите, сугестиите, коментарите на граѓаните и на здруженијата што беа споделени на мрежата, меѓутоа и оние што се стигнати до него. Се надевам дека Министерството ќе биде потранспарентно и ќе не држи во чекор со сите новитети што следуваат со овој закон. Она што сакам само да го потенцирам и се надевам дека и до владините представници ќе го земат во предвид фактот дека, ќе напоменам, земјоделското земјиште не е само земјиште и не е само земјоделско производство, значи тоа е наше национално богатство и иднина и постои една индиска поговорка дека оваа земја не ја наследивме од нашите баби и дедовци, туку ја поземивме од нашите поколенија. Така да можеби треба да се насочиме дека оно што го имаме треба да го сочуваме, заради тоа што земјиштето и водата не се основните ресурси за живот и треба да ги заштитиме. Да ги чуваме. Да. Но јас би додала и да се насочиме кон иднината на земјоделското производство, особено примарното, бидејќи тоа е она што ни недостига со децении од осамостојувањето па досега, една стратегија добра во која што земјоделецот нема да биде потценет, туку ќе биде рамо до рамо со сите бизнисмени, бидејќи тие се своји на своето. Благодарам. Благодарам и вам.